тезгата број 8, која се наоѓа во градскиот пазар, поточно кај јајцата. Темата на денешната анкета е љубовта, по која сум и јас крстена. Многу уметници, писатели, музичари и големи личности на различен начин ја опишале љубовта. Пред да анкетираме случајни минувачи, да чуеме неколку познати љубовни мисли кои ни ги подготвија колешките Ивона и Маца. Добро им дојдовте, Ивонче и Мацо. Многу дотерани. Кој ве облече и што ни подготвивте? Ивонче? Мене Љупче, ме облече бутикот Шмизла, а подготвив и неколку познати мисли за љубовта од светски личности. Што ни подготви ти, Мацо, и кој те облече? Мене Љупченце ме облече бутикот Прчла, а подготвив и неколку познати мисли за љубовта од македонски мислители. Многу сум нестрплива да те чуеме прво тебе. Ивонче? Истражувајќи Љупче, пројдов океан препон со љубовни мисли, но се одлучив за следните. Френк Синатра рекол дека љубовта доаѓа во влечки, но си заминува со трескање врати. Според Херман Хесе, љубовта не постои за да не устреки, туку за да ни покаже колку можеме да издржиме. Сократ предупредува дека повеќе треба да се плашиме од љубовта на жената, отколку од омразата на мажот. Аристотел рекол дека љубовта е составена од иста душа која живее во две тела, а Шекспир дека љубовта не гледа во очите, туку во душата. Ете, овие ги извојав како најинтересни повпечатливи, Љупче. Ти благодарам, Ивонче. Одлично сработено. Повели, Мацо, со македонските љубовни мислители. Благодарам, Љупченце. Ке почнам со нашиот великан Блаже Конески, кој напишал дека во љубовта и поезијата се е речено, а сепак се треба допрва да се рече. Кај Гане Тодоровски има недоумница, или ќе биде сотрен од убавите жени, или од лошите вина. Според Петре М. Андреевски, човек без љубов е човек без свој лик, без своја трага, без свое име, без свое време, без своја содржина. Мајка Тереза пак вели дека само и само љубовта може да го донесе мирот во светот. Ете, Љупченце, овие мисли ги извоив како повпечатливи и поинтересни. Ти благодарам и тебе, Мацо. Слободни сте се, Ивонче. Папа. А јас, почитувани, да се впуштам во потера по жртви, кои што ги анкетирам. Се надевам дека ќе бидеме интересни. Да, еве го првиот минувач. Добро вечер, да ви поставам едно прашање. Што представува љубовта според вас? Секоја капка крв пролеана за татковината, секоја песна напишана за Гоцета, Дамета, Јанета, секој ден вложен во исконска држава. Жал ми е што не сум поблизу. А од кај сте вие? Некако чудно зборувате. Јас сум чистокрвен македонец, дојдов малку на викенд, тука од Австралија, многу су среќен. Па видов имате многу нови вестици, видов имате LED телевизори, интернет, таблети, мобилни телефони, дури и фридижери имате. Јас сум пријатно изненаден и фасциниран. Што ти кажам, сестро? А колку време не сте дојдени? Па едно 40 години, ама си ја сака државата. И на роднините им пуштам по некој доларче. Ако треба и за мајка Македонија ќе дава по $2 во годината. Еве и мачорот, си окрстив даме, на Груева. Мора да се негува патриотизмот. Планира да си ја тетовира и мојата омилена пејачка, Благица Павловска. А вие како се викате? Џон. Па нели сте патриот кој си ја сака државата? Зошто тога странско име? Па крстен сум Џон, на дедо ми Јоне. Ај сега брза да се вида со роднините. Дода напрасе, специјално колеја заради мене. Прекугла ми од кенгури и крокодили. Ајде, поздрав. Поздрав, а ние продолжуваме со анкетата. Еве еден навивач на Манчестер Юнајтед. Добро вечер. Што представува љубовта според вас? Љубовта за мене е секој уплатено ливче. И тоа во различни кладилници, обложувалници. Заборавив дека сум на телевизија. Почнувам со уплата во Спортлайф. Уплаќам 7-8 ливчиња. Продолжувам во Моцарт. Таму уште 5-6. Не пропуштам да влезам и во Златна копачка. Мора да се проба късметот и таму. А турнејата 4 скокалници ја завршувам во Джокер. Си играм и на голови.
гол, 3+, и на конечен тип, па и во живо брза пара маче, мераци ли се мераци? Правите нешто друго освен плаќањето ливчиња? Како не? Си ги следам резултатите на хрватскиот телетекс. Или на телефончево, скоро си го купив Samsung Galaxy S8, 35 динарчиња. Сега ми позаи пари едно другарче, па му ветив, ќе му ги вратам кога ќе фатам. Добивате нешто? Како не? Добивам. Мора да се биде упорен. Последен пат добив пред 3 години, ама се е за една. Вечерва имам сигурна Бока Юниорс, а за утре пиши си го мој Манчестер против Севилија, 1-1 и 3+. Нели ви е здодевно по цел ден тоа па тоа? Здодевно, што зборуваш, маче? Секој обложувачки ден за мене е празник. Си имам јас ритуалчиња. Секогаш влегувам со десната нога, строго со десна. Се прекрстувам пред да уплатам, па го бакнувам уплатеното ливче. Замисли колку бакнежи се тоа. И за крај го правам дабот на Погба. И сега се случува сред тие ритуали да ме прекрине вработената. Да ме погледне в очи и со блага насмевка да ми рече: има да жени надпревари. Или почекај, ми снема хартија. Знам јас, тоа се стратегии да пишам уште една. Сака да ме збунат, ама не им се давам. Одите во казино? Казино? Какви се овие прашања? Па тоа е коцка, мачуле. Не сум јас таков. Не. Си играм само спортска, рекреативно. Ајде сега брзам, ќе ми почне Бока. Чао, маче. Ево уште еден минувач. Добро вечер. Што представува љубовта според вас? Не знам, јас не сум од тука. Еве уште еден минувач. Ајде да видиме дали ќе добиеме интересен одговор. Добро вечер. Што представува љубовта според вас? Секоја чашка, мала, голема, средно мала, средно голема, со столче, без столче. Најмногу си ги сакам чашките кога се полни со ракивче или стопче. Некој почне да пие тонак, а јас од сабајле си пијам само за здравје. Морам да си ги чувам бубреџињата и крвта. Има нешто алкохолно што не пиете? Има пиво, ама безалкохолно. Такво не сакам. А од другиве не прибирам дали било пластика, лименка или стакло. Си пијам дапче, шведско, мали кранко и шумско. Малку ги измешавте имињата на пивата. Сум ги измешал, јас сум ги. Ајде донеси од сите по едно, да видиш како ќе ги измешам во мевот, туку жена ми. Сакате да ја поздравите? Да, со песната оган да ја изгори, пак се сака да се разведе од мене. Замисли од ваков ангел да се разведе, кај ке најде ваков понапиен ангел. Таа пак по цел ден не е прибрана дома, само скитат по кафани. По кафеа ми? Па да, ме бара мене, така вели таа. Ај може ке најдам некој мејанче, да ја кажем да се прибере дома. Треба пиње да ми купи, ајде. Какви самофаци? Ајде да видиме што ќе каже женава. Добро вечер, господјо. Што представува љубовта според вас? Не голема лага, не постои такво нешто. Кој верви твото? Ми излажа онај мојон на 18 години, ми направи 3 деца и сега си ужива. А јас кутрата од дома не излезена. По цел ден готви, пери му мајчишта, пантолоништа, фармерчишта, гакишта, чорапишта. Една фризура си немам направено. Погледни ме, излего во престилка да му купам прас. Седело комат со прас на господино. Не можам ни репризите од турските серии да си ги гледам. Што му готвите најчесто? Се знајт, граф,
Па после работа ме издржи. Не се седи дома. Петарди, огномети колку сакаш. Тоа е љубов? Ај, не ми се пред муабет. Ај. Само што помислев дека нема веќе луѓе за анкетирање, еде уште еден. Добро вечер. Што представува љубовта според вас? Фейсбук, сполајму на Цукерберг што го измисли. Не можам да живеам без Фейсбук. Најдоброто нешто што му се има случајно на светот, по Терминатор двојката. Многу сум активен, моментално лајкувам една згодна женска. Не сум сигурен дали е таа, но некако ми личи на Џулија Робертс. Ама нема врска, може би се роднини. Излегувате често? Како не, секоја вечер сум излезен на Фейсбук. Азнувам нови пријатели, ги тагирам, ми спраќам кишчиња и лајкови, си правам селфиња, а и шернувам и песничиња, а размислувам за свадба на Фейсбук, а ке ми свират непознатите музичери на YouTube. И да, ке бидам верен, нема да лајкувам фотографии на други девојки. Не ли е тоа премногу потрошена енергија? Молам, па сите имаат Фейсбук, дури децата на 5 години. А ние постарите што имавме на 5 години? Што? Вошки! Е тоа имавме! Ех, кај отиде светот! Амори бегај, што се разбираш ти, па и сега има вошки. Има, ама нашите денешните вошки не се исти. Ајде го слушнеме и следниот одговор. Добро вечер. Љубов. Што според вас значи љубовта? Зголемен адреналин, многу пеперутки во стомакот, покачена температура, влажни дланки, проширени зеници, промена на гласот, намален апетит, побрза циркулација на крвта, зголемени очекувања на срцето, чести несвестици, безброј непреспиени ноќи, многу разговори со моите пријателки, гледање на Титаник со смрзнатиот Леонардо 3 пати во неделата, чести прогони на мојот партнер во соништата, неговите прекрасни веги и колена, ковање заеднички планови. Всушност, љубовта ти е поврзана со хемијата, многу хемиски реакции. Верувате ли во љубов на прв поглед? Нормално, како ќе се залюбиш ако не го погледнеш. И колку пати треба да го погледнеш за да запамтиш како изгледа. Еднаш е доволно да му го видиш суратот. Ете, почитувани, тоа беше анкетата за љубовта. Добивме многу оригинални, искрени и впечатливи одговори. Јас само би додала дека од љубовта се живее, а од парите се преживува и со парите се изживува. Затоа сакајте се и почитувајте се. За крај се одјавуваме со најдобрите македонски љубовни рефрени. Пријатно и секое добро.